Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, кога размислува за односот помеѓу Бога и помеѓу човекот, Светиот Николај, епископот Охридски, вели: Бог сака човекот сета своја вера да ја темели во него. Бог сака човекот сета своја надеж исто да ја темели во него. Бог сака сета своја љубов човекот да ја темели и да ја положи во Бога. Оти единствено љубовта, сето свое срце, кога ќе го дадеме на Бога и кога ќе го возљубиме Бога онака како што е пишано и како што рече самиот Он, со сето свое срце, со сиот свој ум и со сета своја помисла, единствено само тогаш, преку зраците на истата таа љубов кон Бога, вистински и само тогаш вистински ќе можеме да ги возљубиме и ближните и на крај вистински да се сакаме и себе си. Оти без разлика, оној кој што го сака само телото или оделото, среброто или златото, без разлика човек или жена, повеќе од Бога, и кој што сета своја мисла и сета своја љубов ја темели на такво нешто, тој од истите прави Бог, односно од истите прави идол. Како да се обожиме? Единствено, ако го возљубиме Бога со сето свое срце. Единствено само тогаш ќе се обожиме и ќе бидеме сакани. И ќе сакаме. Оти да не заборавиме, самиот Господ Бог рече: а зар не знаете дека оној кој што се соединува со блудница, и тој постанува блудник? Зар не знаеме дека оној кој што се соединува со распадливото постанува распадлив? Зар не знаеме дека оној кој што се соединува со небитието, и тој оди во небитие? Или не ни е познато дека единствено обожувањето е можно во заедница со Бога? Се што е надвор од заедница со Бога и се што е мимо таа заедница е осудено на пропаст. Затоа всушност и ни зборува параболата за Царството Небесно. Човекот цар, кој што направил свадба за својот син, всушност царот е Бог, синот е Христос Бог, а свадбата, односно честната невеста, е црквата Христова. А ние сме црквата Христова, како што вели светиот апостол Павле по един од членови. Се вели понатаму: и испрати своји слуги да ги повикаат поканетите на свадбата. Тие слуги кои што тој Бог, односно кои што Бог ги испратил, беа пророците. Пророците кои што беа дадени да ја благовестат вистината, да благовестат за доаѓањето на Спасителот помеѓу еврејскиот народ, Израелот, кој што беше избран од Бога народ за Божи народ. Историјата ни е позната. Еве, и денеска го славиме споменот на пророкот Самуил, и не само неговиот, но и крајот на сите пророци ни е познат. Беа убиени од Израелот, бидејќи ја изобличуваа нивната нечиста совет и бидејќи не сакаа да се покајат и да знаат за Бога. И повторно испрати слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење, јунците мои и се угоено, што е угоено се заклани. И е готово, дојдете на свадба.
тие слуги кои што Бог повторно ги испрати, беа апостолите, беа исповедниците, како што прв свештеномаченик е архијаконот Стефан. Ете, тие повторно Бог ги испрати до израелскиот народ како свој народ да ја благовестат вистината. Но и крајот на апостолите го знаеме. Во мачење и во страдање за Христа, како што вели светиот апостол, секој ден умирам. Но умирајќи за Христа, јас умирам за светот за да живеам вечно со Бога. Јагнето, односно јунците кои што се угоени е всушност Христос. Ете, Христос се расна заради нас, се расна заради нашето спасение и со крвта своја ни искупи од власта на смртта и на гревот. Единствено што треба да направиме и што требаше тогаш да направи израелскиот народ? Да ја прифати таа жртва, исто како Петар кога тонеше во Генисарецкото езеро да рече, да подаде рака и да рече: Господи, помогни ми тонам. Истото важи и за нас. Но колку Израелот ја подаде раката, колку ние денеска ја подаваме раката, тоа е друго прашање. Но и тие не сакаа да знаат за вистината и тоа им го направија на апостолите. Ги изгонија и ги убија и ги гонеа насекаде до криштата на Вселената. Оние луѓе кои што Бог, односно кои што царот ги повика на свадбата, беа луѓето од раскрсниците, односно од улиците, или во пренос на смисла. Тоа се однесува на нас, луѓето од незнабожство, кои пред да ја примиме спасоносната права и вистинска Христова вера, бевме во мракот на незнаењето. Тогаш, кога веќе беше свадбата, односно кога ќе дојде судот, секому ќе биде судено, Бог забележа, односно царот, еден човек не облечен во свадбена облека. Која е таа свадбена облека? Крштенијето. И добрите дела. Да не заборавиме, Христос, испраќајќи ги апостолите, им рече: одете сите и научете ги, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Оној кој што нема да се крсти, тој нема да биде спасен. Ете, најпрвин, спасението е само за оние кои што ќе се крстат во православната, во вистинската вера. Но не секој кој што е крстен, но не секој што вика Господи, Господи, ќе биде спасен. Но само оние кои што вистински ќе живеат, оние кои што ќе го возлюбат Бога, кои што сета своја надеж и сета своја вера ќе ја темелат во Бога. Самото прашање кое што му го постави и самиот одговор се факт, дека како што необлечениот не можеше да најде изговор зошто не беше облечен во свадбена облека, која за време на царевите во Израелот ја имаше во големо изобилство, самото тоа е факт, дека сите ние на страшниот Христов суд нема да имаме оправдание, нема да имаме одговор зошто не живеевме онака како што ни беше проповедано за вистината. Гледајќи ја казната на оние што не поверуваа, кои што се тука представени најпрвин како избраниот народ Божи Израелот, кој што беше казнат најпрвин со рушењето на Јерусалим, да се запрашаме, колку ли ние придојдените, посинетите, ќе бидеме помилувани, кога Бог не го помилува и својот народ. Затоа да не се лажеме дека сме Божи, но да живееме на дело, за да не нашите усти сведочат дека имаме љубов, но нашите дела. Оти само единствено преку делата, нашата вера ќе биде спасоносна
и единствено преку делата ќе види човекот што е да имаш љубов. И само единствено љубовта е магнетот кој што ги привлекува другите луѓе кон Бога и кон тебе. Не кон тебе како кон човек, но како оној кој што го сведочи Бог. Колку сме, толку сме, токму сме. Но ќе бевме повеќе, доколку вистински љубевме, вистински го возљубивме Бога, вистински се надевавме и вистински верувавме. Но тоа не е крај. Да не очујуваме, но вистински да сведочиме со тоа што најпрвин ние денеска ќе го поставиме темелот на нашето покаяние, знаејќи дека дните се лукави и крајот е близу. Заради молитвите на Пресвета Богородица и светиот пророк Самуил, Бог да ни дарува покаяние, за да пристапиме и ние на спасение кон светата причест, која катадневно ни се дава на секоја литургија. Мир и благослов од Бога.